Настапувавме со еден бенд, се викавме Карлош, имавме и 3 наши авторски песни, меѓутоа никој не ги знае, затоа што не се форсиравме многу по јавност, по медиуми, значи се одлучите за. Значи свиравме претежно средите ни беа одвоени за во клуб Кастра, што морам да му кажеме почит на Пеце да му изразам, затоа што еве и сега моментално ни ја отстапува таа просторија за вежбање. Супер. Кога ќе можеме и така еден голем поздрав за него. Поздрав и од мене, Пеце. За победата на Радиски фестивал добивте убава награда 1000 евра, ги дававте во хуманитарни цели или така се пишуваше? Вака, така се пишуваше. Не дека нема да ги даме. Кај нас само се пишува. Сакам ја, значи секојаш кој сум. Дај ми да позборам ја. Значи, така се пишуваше, ќе бидеме малце поискрени затоа што и такви луѓе сме ние. Значи, не дека не ке ние да ги даме тие пари, меѓутоа ете малце закаснија. Океј. Сека кога би ни ги дале и затоа што знам дека деновиве треба да ги префрлат, ќе ги донираме во хуманитарни цели. Тоа е главната цел. Ама освен тоа добивте и друго, не знам. Сакам само да напоменам дека тоа хуманитарни цели не го правиме за да бидеме само приметени. Едноставно колку што можеме сакаме да помогнеме на оние луѓе кои што им треба помош. Да не ти треба тебе. Треба да малку да го заличам студио. Нова година. Ако сакате една големка елка, може да донирате. Ќе се чуеме. Важи? Може. Ќе накитиме. Со универзална сала и тоа добивте као награда или како може да е? Да, ма ја колку што знам универзална сега ќе се реновира, така да џабе отиде јавана наградата? Не. Па не. Награда си е награда, најверојатно ќе ја искористиме на некој друг начин или ако имате ли идеја за концерте стварно? Или рано е мислиш за тоа? Гледа, тоа е идеја, значи ние како бенд влагаме, значи со амбиции за еден ден да се видиме на концерт, да издадеме албум, па не еден концерт да бидат што повеќе. Са тоа ни е во план, меѓутоа негде од прилика некај април-мај да направиме еден концерт. Браво, убаво, напредно ми се допаѓа. Слушам си свирал гитара, ќе те поканам да свириш нешто. Важи, нема гајле. Ако случајно се реновира кога ќе треба да правите, значи универзално може да искористиме да изиграме жмурка или брканица, нешто, замисли рушевините, ќе биде добро. Ќе биде добро. А и таму може да снимаме, да, и пейнтбол нешто да се путаме. Ќе биде јако. Одите по многу градови, си спомнати претходно. Имате многу настапи. Што ви е најинтересно од сето тоа патување и што ви е најзаморно онака? Најинтересно е... Да кажемо, дај остави го човекот. Озбилно, малце... да. Онака ли? Најинтересно! Кога ќе поставаш прашање, не го гледај него. Он мисли дека он треба да одговори. Заборив, мисля дека сум сам го... заморно е патувањето, знаете. Како патувате? Со комбенца? Со кола. Затоа што не настапуваме со бенд голем, затоа што можеби условите не дозволуваат такво, со бенд се уште да настапуваме, меѓутоа понатаму планираме со бенд да настапиме. И така, мачни се патувањата многу. Колку често патувате вака? У месецот од прилика колку свирки имате? Од прилика се набрат? Секоја недела по 6-7 свирки можеме и поише. Кажете ми за... Во 1996 година вие вас ве виде музичката сцена, нели, најголемиот фестивал Златно славече. Го испеавте огромниот хит Фудбалер, кошаркар. Тоа беше добро време. Па не знам дали била хит. Да, хит беше, веруј. Нема што да ја запеам, имаме снимка кратка и да, ги знам дуровите и акордите. Ај малку да ја чуеме, лоша снимката, не замеравајте, бидејќи сепак копавме по архивите за да ја добиеме. Златно славече 96-та, тешко е да се најде. Ако може, ако би можело. Ако би можело. Ама ги има и фолк елементи, имате. Има. Тоа вујкаме. Да, вујкаме. Да, како примете убаво. Тоа како малиете вујко ми дека правеше оваа песна, она е по народните песни. Па имам малку фолк мелос. Ја нон-стоп му викав. Што пееш поп, рок, мислам поп. Види како. Види како глас за народно имаш таму, види. Широки пазар. Како беше тоа? Се сеќавате на тоа време? Супер беше, да. Знам дека Вујко ми
ми обеќаше се да не наоѓам некој правилен збор, ветуваше. Добро. Ќе ви направам игралиште. Фудбалско, кошаркарско, што сакате идете на Златно Славече да ми испеете песната. И да станам познат. Да. Како автор. И да, некако снимивме песната. Пред тоа одевме во хорот на Златно Славече. Голем поздрав и до Боби Сифовски. Вие сте близнаци, се знаете цел живот. Буквално како бевте ко мали, се тепавте ли, се каравте ли? Се викате ли бато, пример? Не, бато. Не знам, ти имаш брат сестра? Зашто? Имам брат, но не го викам ја бато. Па ние не го викаш брат? Не го гледам ја као брат, као музичар. Па како? Се шалам. Нешто не те вика по дома. Не, се каравте ли нешто такви работи? Што правевте ко мали? Што ви беше највише кеф заедно да правите? Добро, сега нормално да има караници помеѓу сите го знаат тоа. За девојка сте се карали? Имаше знам периоди као мали, драстично мали кога сме биле ептен. Се има во дневна соба и мене ќе ми се спие и сам да не идам у соба да спијам страфтите. Да бе, да, фала Богу, мала детенце. Ќе му речам, Мартин, најде да спиеме. Не ќам, абе ќе те тепам бе, дојди со мене. Ајде што да мам нема ја тука карате тренирам. Као посилен, да. Постари посилен се разбира тоа. Како се сноѓате момци со популарноста што си имате сега вака? Вие, мислам, ова е комплимент, гледате за релативно кратко време станавте доста и експонирани медиумски и популарни и ве пишуваат, ве зборат. Вака најпрво ете за тоа сакам да се заблагодарам на сите новинари затоа што од почетокот дека сега за сега се имате фер однос, коректно со сите? Да, ја мислам дека имаме од наша страна што се однесува. Со сите си се почитуваме и слично. Сакам да им се заблагодарам јавно и на тебе и на сите останати дека ни е мило што не поддржуваат од почетокот па до денес. Одлично, добро. Значи следни планови промоција, здравје Боже идната година концерт. Да. И натака ќе видиме. За крај сакате уште нешто да кажете или да ја пуштаме музиката? Па да кажеме нешто. Па јас сакам да ги поканам пак сите да оние кои што се заинтересирани да дојдат на промоцијата. Холидин значи уште еднаш. Да кажеме Холидин 16 е датумот. 16 декември од 20:30 часот. Одлично, добро. Фала момци, тоа е тоа, значи next time во 1 на 1. 16. Многу абе не е фудбалер, не е овој фудбалер, пушти ја таа што ја ставивме као најава. Тоа е тоа. Попушти малку. Браво момци. Ајде, се гледаме на промоцијата.